Од неговата полнота ние сите примивме благодат врз благодат, вели Иван Евангелист во прологот на своето Евангелие. Бог го создаде универзумот и целиот свет. Тој исто така го создаде човекот како свој пријател и му ја довери грижата за целиот свет и целото создание да управува со него мудро и праведно. Но човекот не се однесува секогаш како оној кој верува дека Бог му е пријател, па затоа како разиграно дете се препушта на своите лудости, поради тоа го губи највредното нешто што го има, а тоа е пријателството со Господа Бога. Човекот едноставно дозволи да биде убеден од застрачувачката змија дека Бог не му е пријател, па се оддалечил од Бога и му се приклонил на овој искушувач на доеност, крев и зло. Најлошото во се што се случи е што после тоа човекот не знаел сам да ја поправи штетата и го изгубил ова големо богатство, пријателството со Бога. А кога по овој чин ги започнал своите историски заобиколувања, започнува и неговиот екзилски пат низ историјата. Тој пат е обележен со потоци крв и солзи уште од времето на Каин. Меѓутоа и покрај се, Бог останува верен на своите ветувања и неговата љубов трае вечно. Тој не го остави човекот, туку го следеше по тој пат на екзил да го бара и пронајде изгубениот човек. И кога се исполнило времето, тој се наведнува кон човекот, брза да го пречека за да го спаси и да му го врати првобитното достоинство што го изгубил. Уште повеќе, Бог зема човечка природа и станува човек во својот син Исус Христос, за да не облече со неговата божественост. Бог чудесно не создаде како своји пријатели, а уште повеќе чудесно не откупи. Ова е нашата среќа и нашата радост. Ова радост се манифестира во празнувањето на божикните празници. И додека сме среќни со чинот на Божјата љубов, во молитвите и мислите ги носиме нашите браќа и сестри кои ќе бидат во немир за време на овие празници поради воените настани, особено во Украина. Кога веќе самите не сме способни да направиме нешто за оваа земја, тогаш во нашите молитви да го молиме Миротворецот Господ Бог да им даде мир. Посакувајќи ви мир, ви посакувам и честит празник, Рождество Христово и благословена нова година. Христос се роди.